според планот кој што го има јавното предпријатие, годишен план за јавни набавки, превидено е во буџет и во ланста година нормално во само донесување на планот за набавка на едно патничко возило со 19 седишта, односно 18 плюс 1. Станува збор за ново возило, кое што еве денеска пристигна и за неколку дена ќе се пушти во функција во интерес на граѓаните. Ова е 13-то возило поред во јавното предпријатие за превоз и мислам дека јавното предпријатие за превоз веќе е во добра солидна кондиција. Народот се истекнува навика за возење со јавен превоз, што е добро за општа рекавација од делот и на екологијата и за заштедувањето на средства на нашите сограѓани. Дополнително ги вклучивме и Дабниште и Раец. Појачавме исто така линии на кај Бегниште, Пошавијата, знаете дека доаѓа летен период, така да јавното предпријатие си го следи трендот и потребите на нашите сограѓани. Билетиви се на таа субвенционирана цена од 35 денари, без разлика од која релација се доаѓа. Мислам дека е символична цена, евидентна, така да јавното предпријатие ќе продолжи со иста тенденција да имаме квалитетен јавен превоз. Не застануваме тука. По план за оваа година е да јавното предпријатие ги модернизира и автобусните посојки, да комплетно ги автоматизира со лед монитори, со пристигнување, со доаѓање, да можат луѓето да си ги пратат автоматски, односно на електронска табла своите возни редови до каде се, така да јас еве честитам на директорот и за ова ново возило и ги повикам граѓаните уште еднаш покрај ова сето што го имаме да се користи јавниот превоз се колку што можеме повеќе, за тоа што е благодет за сите. Знаете и сами дека учениците и од основно и од средно образование ги возиме бесплатно со јавниот превоз, така да предпријатието веќе година и неколку месеци е во функција и се покажа дека со квалитетно домачинско работење и со поддршка на граѓаните во користењето на јавниот превоз дека е на некаква рентабилност заедно со поддршка од општина Каварци. Воведовме, како што спомна и градоначалникот на општина Кавадарци, релации до приградските села, односно до Раец и до Здабниште. Преземавме и некои линии кои до сега ги возеа други превозници за наши потреби. Конкретно тоа е до земање на детства за училиште до Демиркапија и назад. Што значи ова возило комплетно ќе се вклопи во нашите возни редови. Дополнително ќе се зголемат капацитетите на извозените патници и пред се ново возило каде што од страна и на бедносни гледишта, значи тука се го зголемуваме и капацитетот на возилата и од една страна квалитетот на услугата која што ја даваме на граѓаните. Директоре, атракција беше минатата сезона возот Гроздобер, кога се очекува истиот и оваа година да биде во функција? Па планирано е оваа година да отпочнеме малце порано со туристичкиот воз и ќе најавиме како наредна активност со отпочнување на работа на туристичкиот воз како 1 април овој, практично на почетокот на наредниот месец почнуваме со туристичкиот воз. Локацијата останува иста, на 12 ваташки другари. Дополнително ќе известиме за возните редови кога ќе се обавува, ќе вози туристичкиот воз. Цените и другите услови за возот остануваат непроменети, односно 50 денари за едно возење. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.